музики свират чалаги, една весела, другата говна, прва за неа пеат сватови, друга за мене жал за деспина. И да свирите и да пеете, жал за деспина не ќе помине. Така и од самиот вовед во ова ново издание од своја страна веќе можевте да заклучите дека ќе имаме една прекрасна музичка дружба пред камерите. Впрочем, какви што сме имале и досега во новата 7-ма сезона од своја страна, ќе промовираме нови, млади, надежни уметници кои што се навистина професионални во она кое што го прават и го работат, иако се навистина многу млади. Токму таков и мојот денешен гостин и соговорник, со кого чинам од летото нешто договараме да снимаме, меѓутоа еве во новата сезона моја чест и моје задоволство е да се дружиме со нашиот Душко Никовски, кој што ни доаѓа од Струмица. Душко, добре дојде, како си? Добро ве најдов, супер сум и ви благодарам за поканата и што така прекрасно ме угостивте во вашата прекрасна телевизија. Душко, многу си зафатен периодов и многу се радувам што ја прифати мојата покана во период каде што имаш многу настани, многу ете така ќе кажеме концерти, можеби како во државата и надвор од неа. Туку што ни се врати од некаде, имаше настап чином во Швајцарија. Во Швајцарија, какви импресии носиш од таму, како си поминавте во Швајцарија, Душко? Бев пред многу скоро време во Швајцарија. Прекрасно се поминав таму, бев по втор пат и секогаш кога настапувам и кога ја представам Македонија во странство си поминувам прекрасно, бидејќи таму луѓето ја чувствуваат македонската песна и ја ценат. Пред да започнеме содржински со муаветот, сакам да ете мало представување како мал вовед, кој е Душко Никовски, младото момче за кое што Македонија па и светот допрва ќе чуе, јас така велам. Јас случајно те открив на социјалните мрежи, меѓутоа ти оставаш една таква енергија, еден таков печаток што не може човек да не те примети со музиката и со сето она кое што го правиш. Меѓутоа еве од твоја страна, кој е Душко Никовски? Јас сум Душко Никовски од Струмица, кој што се труди да ја обнови старата македонска традиционална песна и се трудам тоа да го правам со емоции и со голема љубов према Македонија. Кратко, меѓутоа убаво речено, Душко, од кога љубовта кон музиката, од кога и кој ти ја можеби наметнува или пренесува, дали некој од семејството е музичар? Љубовта према музиката од најмала возраст. Исто така мојот татко е музичар и од најмала возраст јас сакам да слушам музика. Значи имаме музички гени во семејството. Така, да. Сите околу моето семејство сакат музика и моето цело секојдневие е поврзано со музиката. Ти си еден млад амбасадор на македонската народна песна, на македонската музика. И тоа многу си активен на социјалните мрежи и тоа може да го потврди секој оној кој што те слушнал таму, секој оној кој што те слушнал во живо. И сега, колку е предизвик за еден млад човек, младо момче да се занимава токму со таков вид на музика. Велиш, сакам да ја возобновам македонската народна музика. Колку е предизвик тоа за тебе, знаејќи сега какви се трендови не следи младиот човек, да чинам дека имаш и некои кавери на поп, ако не се лажам. Меѓутоа, ете, ова ќе биде моje субјективно мислење, субјективно чувство дека многу повеќе ти лежи ова, македонската народна песна. Зошто токму, Душко, македонската народна песна, од каде поривот за македонската народна песна? Предизвикот е голем, но задоволството е големо. Баш јас и сите оние што се бават да ја озобнуват македонската песна и тоа
уживам да го правам. Значи ли тоа дека поривот е можеби љубовта кон татковината, кон Македонија? Така, да. Колку тоа го чувствуваат оние надвор, оние македонци во диаспората, кои што чинам се малку погласни од нас премногу овде? Го чувствуваат, да. Така, ете ти можеш и да ни потврдиш, летово имаше и свирки доста. Да. Се чувствува ли љубовта кон она кое што ти го пренесуваш? Да, се чувствува и заинтересираноста е веќе стварно голема за македонската песна. И се радувам што е тоа така. А ти си навистина многу млад. Имаш ли ветер во грб, односно со кого работиш? Периодов која година си, кое образование го имаш? Ајде сето тоа сакам да го откриеме. Јас работам моментално со едни дечки околу мојата општина. Носталгија бенд, сакам во овој момент да ги Значи ти веќе си имаш и свој бенд. Носталгија бенд, ајде ќе ги поздравиме тука Носталгија бенд. Соработувам со нив во изминатиот период и се трудиме околу добрата песна. Да, меѓутоа вие имате и многу настапи периодов. Во последно време, да. Да. Во блиска иднина почнавме да соработуваме заедно. Многу си млад за образованието? За образованието јас сум запишан градешен техничар, па ќе видам што понатака. Средно образование. Средно сум се уште. Навистина многу Четврта година. Јас Душко случајно те запознав на социјалните мрежи, односно ми се појави едно видео на Facebook каде што ти ја пееш не знам како се вика, како е називот на песната, меѓутоа она и плаче. Мајка, така. Мајка, така се вика. Пред да почнам да те прашувам, сакам ајде кратко да ни ја отпееш рефренот. Многу ми е убава таа песна, меѓутоа ти чинам толку емотивно ја доловуваш. И плаче, и пее, може ли заедно, и тогаш на мама и било најтешко, и плаче, и пее, може ли заедно, и тогаш на мама и било најтешко. Прекрасно. И на ова, меѓутоа и на другите интерпретации и другите преработки на овие песни имаш безброј реакции на социјалните мрежи, споделувања, луѓето како да сакаат постојано да ја слушаат ваквата музика, постојано да слушаат убави грла, убави слави, јас така ќе речам за на македонската народна песна. Колку ти значат сите тие реакции, колку ти значи веќе тоа што полека и стануваш познат на македонската публика, колку си ја цениш публиката? Тоа ми значи премногу, мојата публика што е стварно многу активна и што е поддржува. Ли? Да, премногу добивам пораки и тоа премногу ми значи како ветер во грб ми доаѓа тоа. Колку Струмица како град, како општина е во поддршка на младите уметници, има ли таму настани, се случуваа ли периодов настани, летово се случуваше ли нешто на кое што беше можеби поканет како? Не. Ете, тоа ќе нека биде апел дека треба да си ги цениме малку повеќе и нашите родни уметници. Меѓутоа, беше активен низ неколку прослави во Македонија летово, каде што те повика. Стануваш ли веќе препознатлив со она кое што го правиш? А од друга страна, кога сме кај оваа музика и кај овие песни, во контакт ли си со овие естрадни уметници? Крадеш ли можеби по некоја финта или ете, се дружиш ли со естрадата? Па се радувам што луѓето толку ја поддржуваат музиката, да. Соработувам и сум во контакт со некои од македонските уметници и тоа ми значи премногу. Има ли навидум нешто свое кое што би сакал да го створиш ти, да го пренесеш на публиката? Се размислува ли за своја песна? Моментално се работи на тоа. Мојата публика, па и цела Македонија наскоро ќе дознае за тој проект преку социјалните мрежи. Така, многу се активен на социјалните мрежи. Колку социјалните мрежи играат позитивна улога, можеби да се доближи младиот човек, младиот уметник до неговата публика. Од друга страна, каков е фидбекот? Ти кажа дека ти пишуваат таму, дали можеби веќе и те бараат таму за настани? Да, моментално во денешното време тоа се разбира. Се оди преку социјалните мрежи и
тоа на некој начин на мене ме направи виранин. На некој начин. Така, која социјална мрежа е погодна за младиот уметник? Ти си многу активен и на TikTok. Да, на TikTok. Таму чинам помладата популација, помладата публика е таму и некако вирални како да стануваат видеата, меѓутоа она другата целна група на повозрастната публика таму ме следат на Facebook. На Facebook, да, и гледам дека приметувам дека има и многу споделувања, верувам дека и ти коментираат и ти пишуваат таму. Душко, каков си ти во друштвото? Те тераат ли да пееш? Еве јас од кога дојде во телевизијата не те оставив да дишеш и позади камерите. Едноставно гласот ти е таков што постојано човек сака да пееш. Те тераат ли во друштво да им пееш? Ете на забавите, на прославите? Па да. Кој ќе се пивне чашка повеќе можеби? На секоја забава меѓу пријателите јас сум секогаш пеачот. Секогаш сум, да. Меѓутоа ти тоа го сакаш и го правиш. Тоа го правам со задоволство. Со задоволство и со љубов. Има ли следни настани во агендата? Кажа се врати од Швајцарија. Се врати во Швајцарија. Што се случуваше во Швајцарија? Во Швајцарија имаше една прекрасна вечер во Цофинген, организирана од друштвото Илинден од Радово. Во овој момент сакам да ги поздравам и таму се поминав прекрасно. Исто следниот месец сакам во овој момент да најавам настап во Виена на 23. Значи веќе годината е букирана? Па не, ама полека, да. Така. Што приватно тебе ти исполнува покрај музиката? Музиката ти е веќе и професија, односно ти станува професија. Ти кажа дека си во средно училиште, меѓутоа претпоставувам како млад човек сакаш да се дружиш, да се забавуваш. Што ги полни твоите батерии? Претпоставувам се живееш во Струмица? Да. Како е во Струмица? Во Струмица е прекрасно. Прекрасно, да. Се слушали македонска народна музика во Струмица? Да, се слуша во последно време. Се осеќа тоа дека. Душко, ти пришол ли, односно те контактирал ли некој од уметниците на кои што им ги пееш песните како кавери? Па да, се десило е тоа. Чинам дека еден јавно те пофали за дали беше Спасен Силјановски, нема да ми текне сега, ама верувам дека некои те сподели за... Ме имат повеќе уметници така споделувано кога колку ги изведувам. Колку значи тоа и колку сакаш како млад човек, уметник да учиш од повозрастните, можеби да... Тоа ми значи многу. И поддршката од уметниците, од народот, од цела Македонија ми значи премногу. А колку се дружиш со помладите од естрадата? Па се уште не сум официјално во естрадата, но имам контакт со скоро сите во естрадата. Сакам да прашам во насока на тоа дека веќе и по оние настани веќе се препознавате. Да, се дружиме, се препознаваме. Исто така се поддржуваме, што е многу важно. Се поддржувате така. Ајде да освириме уште нешто. Може. Се голема чест и задоволство. Јас преска побарав за Марија. Мојата најдобра другарка е Марија. Баш ми е. За сите слушатели на вашата прекрасна телевизија. За Марија срце боли трета година, срце гори, ќе ме изгори, аман маре нешто прозбори. Дали слушаш, еј, лична Марија, за Марија. Срце боли трета година, да знае кога не знае, мене срце ќе ми престане. Дали слушаш, лична Марија, дали слушаш, лична Марија. Прекрасно, Душко. На TikTok ми се појави дека
пееш и песни од нашиот Тоше Проески, колку ти лежи таа музика и колку го почитуваш него како човек кој што навистина оставил многу за македонската музика. Да, доста го слушам Тоше и неговите изведби, но повеќе сум фокусиран моментално на традиционалната музика. А исто така со голема чест ги изведувам песните од Тоше и тоа е пример според мене за човек и музичар како треба секој човек да се понаша. И на естрадата и приватно во животот. Така. Имаш ли од музичарите некој идол по кој што и те му ги следиш стапките и популарноста и можеби еден ден сакаш да го постигнеш сето она кое што тој го оставил? Идоли немам, но се огледувам на некои човеци кои вистински се трудат околу македонската музика. Сметаш ли како млад човек дека доволно се негува македонската народна песна и дека доволно и посветуваме внимание или може да се работи уште на тоа поле? Сметам дека не се цени доволно, но сметам и дека треба да се трудиме околу тоа, посебно ние уметниците. Интересно е што на некои од твоите видеа забележуваме и други, не знам дали ти се другари, дали ти се соработници, така, други млади дечки кои што те надополнуваат. Значи ли тоа дека има и други кои што ја негуваат македонската музика и сакаат да го прават тоа? Мене многу ме радува и ова ти го поставувам неколку пати затоа што ми е, знаеш како во едно модерно време кога што младиот човек знаеме колку е свртен кон оние модерни трендови, многу ме импресионира македонската народна песна и интерпретирана од млад човек. Па ете, колку се собирате, можеби така во домашни услови, во студио, каде и да снимате и колку работите? Па се собираме и во домашна атмосфера и се трудиме да снимаме најчесто некои кратки клипчиња кои ќе се интересни за сите луѓе. Спомена дека твојот татко е музичар, колку татко ти те подучува во ова кое што го правиш? Дали тој активно се занимава со музика? Да, татко ми е музичар, тој свири на гитара и од него научив да свирам и тој ми е едно од најголемите поддршки. Најголемата поддршка. Да, тоа ќе беше моето следно прашање покрај родителите. Претпоставувам и потесното семејство и пријателите се постојано тука за поддршка, колку поддршката значи. Од друга страна, колку ти е важна поддршката во оно што го правиш? Поддршката многу ми значи, премногу ми е важно. А добивам поддршка буквално од секоја генерација. Ти добиваш поддршка од цела Македонија. Јас со она кое што можев да го видам ме импресионираше колку луѓето само те споделуваат, те коментираат и тоа е навистина за почит да го пофалиме она кое што е добро и она кое што се труди. Од друга страна, колку е предизвик и можеби малку потешко за младиот човек да се пробие и на површина да излезе квалитетот или сметаш дека она кое што е добро се излегува на површина? Она што е добро кога тогаш ќе излезе на површина. Многу убаво речено. Многу убаво речено. Душко, покрај гитарата, друг инструмент, нешто? Па не свирам. Најпрво почнав со тарабука, па потоа научив гитара, така да имам во план да научам и кавал. Тоа ми е исто голема желба и ќе се трудам во наредниот период тоа да го остварам. Така, напомена дека сакаш да свириш на повеќе инструменти. Душко, не ли те влечеше нешто да посетуваш средно музичко или сепак реши тоа да го учиш на друг начин? Па ме влечеше, но сепак не се одлучив за тоа, па ќе видам, можеби ќе продолжам. Тоа не се знае. Со кого се соработуваш сега и ете можеби при крајот и ќе ги споменеме сите оние активности кои што ќе го одбележат овој период до новата година, планови за новата година, исто така ќе те прашам? Моментално за песната соработувам со Ѓорѓе Каладжиев како текстописец и Љупчо Трајковски Фис како аранжман за мојата нова песна. Што може да очекуваме? Или тоа останува изненадување? Тоа останува изненадување. Пак ќе биде во склоп на она кое што го правиш, односно она македонска народна песна. Колку си активен на фестивалите што се случуваат широм државата, иако си многу млад и иако фестивалите се поред кои ги има, меѓутоа си посетил ли некој од фестивалите и какви се плановите за виднина? Па јас најпрво почнав со фестивалот Јојо на мои 11 години и таму имам две мои детски песни. Па после тоа, ова или следната година ќе настапувам на некој од фестивалите со моја авторска песна.
Значи ти пееш од многу мал. Така, да. Така, од 11 години. Останува да ја чекаме твојата песна, ќе се случи ли тоа во текот на оваа година или кога? Мислам дека ќе биде следната. Следната година, да. Добро, тоа ќе биде повод и за уште еднаш да се видиме секако. Верувам дека ќе има и промоција на тоа убаво дело. Ти посакувам многу успеси, ти посакувам да продолжиш да бидеш млад амбасадор на македонската народна песна, да ја негуваш, да ја интерпретираш и да создаваш твоја музика. Ти посакувам да се носиш со сите предизвици на ова модерно време, меѓутоа да си го задржиш онакое што го правиш моментно. При самиот крај јас сакам овде да ти доделам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа се, односно продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони, останата галантерија. Се наоѓаат овде во Скопје, во трговскиот центар во Ново Лисиче, можеш да си го искористиш кога сакаш ваучерот, да си одбереш нешто за 500 денари и нема да те пуштиме од студиото без да ни испееш уште нешто. Важи. По твој избор, имаме време, слободно, повели. Најпрво сакам да ви се заблагодарам што како вие како водителка ме поканивте и што ме угостивте во ова прекрасно студио. Секогаш Душко за млади уметници како тебе. Ајда, ој ме јано, ајда, ој ме, ајда, ој ме јано, вгорани порој. Ајда, ој ме јано, вгорани порој. Вгорани поројано, вгорани порој, вгорани поројано, вчарашијата, вгорани поројано, вчарашијата. Деги дијано мори бела јано, деги дијано мори бела јано, оф јано, 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 деги ди бела јано, јано, јано мори пуста јано. Са ношти го видов, мамо мори, убавото стојне. С ношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Стојнините очине, мамо, црни черешови. Стојнините очине, мамо, црни черешови. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбе, елај ми на колено. Милица. Уште Милица и те пуштаме, Душко. Не ме чекај, милице, една ставив отровено срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, едена без рука да остариме. Не ме чекај, милице, една стави отровено срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, едена без друга да остариме. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, едена
Една без друга да остариме. Браво, Душко! За тебе ќе чуе допрва Македонија, за тебе ќе чуе допрва светот. Ти посакувам само успеси и да продолжиш вака. Јас уживав, почитувани гледачи, се надевам дека уживавте и вие. Душко Никовски од Струмица, младото момче со глас на слави. Го слушнавме сега толку, меѓутоа јас верувам дека ќе му се даде простор, ќе му се даде време да го докаже својот квалитет и да можеме да си го слушаме и на концерти ширум државата и на фестивали, секако и други случувања. Уште едно издание од своја страна, музичка дружба одбележана пред камерите. Ќе ви се заблагодарам за времето, за вниманието и ќе најавам да се видиме наредната среда во истиот термин на телевизија Сонце. До тогаш, довидување.